Слушајте внимателно, зборуваме за најповолните математики добиени по наједноставна формула, значи нема тешки равенки, се е лесно за разбирање, како 1 плюс 1 е 2. Што добивате при купување на возило Toyota на лизинг? Најмала камата на пазарот во Македонија 4,5% за бензинец и 3,75% за хибридно возило. Значи земате ново возило со најмало учество од само 10% и можете да го отплаќате цели 7 години. Добивате каско осигурување, она што значи осигурено за се, со цели 50% попуст. Плюс се грижиме за вас низ цела Европа наредните 5 години на било кој пат, ако купите полиса за автоодговорност и каско од тука. По апликација за возило на лизинг 5 работни дена трае процедурата за одобрување исплата и вие веќе имате ново возило. Кај го има тоа? Чекај. Како велиме на рекламите. И тоа не е се. Ако сте се решиле за користено возило на лизинг, го има и тоа во Toyota. Користени возила од сите брендови и финансирање со 5,5% каматна стапка и каско осигурување со 30% попуст. Што муабет ќе правим? Па ти си бил повише пати во емисија и мислев, знаеш, да не бидеме исти цело време. Тоа глума, филмови, представи, тоа за други работи да збориме, нешто прв пат што ќе го кажеме, знаеш. Жаре, кого го интересира тоа? Стандард прашања нешто ти. Абе, спремни ми се темите, човече, зашто? Не го тупиме, праша овие убавија прашања, ова. Друго е досадно, буквално мислам, никој не го интересира, никој. Слушајм што ти зборам. Абе, чекај, дај, само чујме. Значи, прво прашање. Ќе збориме за 2003-та, беше во врска со Анџелина Џоли пред ова со Бред Пит да се фаќа. И значи, ја разбирам, тоа се не сакаш да збориш, ама сакаат луѓе да знаат, напорна била, забавна била, каква е укреве. А му пееше на Бред Пит, јас сам е први, има нешто такво да кажеш, а? Добро е? Не. Добро, окей, еве друго. А зашто да не да кажеме ова, Џорџ Буш што те прати 2004 у Ирак, да договараш со Садам Хусейн тоа. Мислам, каков бил Џорџ Буш? Страф ли ти беше од Садам? Кој не ќе тоа да знае, бе? Сепак така отиде човече без ништо. Абе, како страве, шамаре, сум ти зборел, си заборел. Ама не, Жаре, што има да раскажам таму за пред 18 години што сум правил, мислам, кој го интересира и тоа? За глума бе нешто, филмовија нови нешто, прашај за Тино Атанас нешто, тоа го интересира народ, не. Добро, еве за глума, ајде за Бетмен да збориме. Кога беше таму тоа 2005-та? Нолан те вика, нели тебе ти одбиваш, и ти му викаш Кристијан Бел, земи го ја неќам. Зошто уопшто одби Бетмен да играш? Мислам, што е тука приказката? Уште ли сте у контакт со Нолан? Кој бе неќе тоа да го чуе? Досадно. Човек, кој го интересира што сум правил ја 2005-та, 6-та. 6-та и пол, открисам, кај знам. Сум одбил филм да глумам, ништо. Нешто нормално ќе прашаш или да си бегаме? Добро, ќе те прашам за Тино Атанас, ајде, окей. Па тоа бе, тоа. Тоа сака народ да чуе. Разбираш, нешто тука ќе го мулјам. Yo. Него сите го знаат и не треба да стравувам, не мора воопшто ни да го најавувам. Микрофон, патика, бенди, сако, спремно е се за Коцев Сашко. Прашањата се спремни, се ќе тече гладко. Ја знаеш веќе шемата, се е јасно братко. Ќе почнеме сега, песничево е кратко. Ќе збориме за глума и за животот ко татко. Доста е, нели, да не ти биде мачно. Во право си гледам 6,5 е тачно. Почнуваме дечки, денеска е Сашко. За 7 дена точно е Пеови Чацко. Стигаме до тој момент, чест ми е да го најавам еден од омилените ликови на македонската телевизиска и театарска сцена, добриот пријател на емисијата, еден и единствен Сашко Коцев! Добро, повели. Сашко Коцев. Не знам, здраво веројатно? А? Што преш, брат?
Сашко Коцев, а? Фала ти што ме покани у емисија, братче. Како си Сашко Коцев? Добро, што ти речем? Како можам да бидам кога доаѓам кај најдобриот водител? Водителиште. Еден и единствен. Жарко Димитриевски. Мојот пријател. Ова не личи на Сашко Коцев. Ама, добро да продолжиме. Нешто подмладено ми изгледаш. Не си како ти, Сашко Коцев. Нема зафрканци со мене. И ти не си лош, Жаре. А, така? Да почнеме со прашањата. Може ли, Сашко Коцев? Само прашање, никаков Ајде вака. проблем. Прво прашање, кој си ти всушност? Јас сум Сашко Коцев, еден и единствен, маестралниот, глумчиште. Ме молам. Океј. Човекот што е омилен на јавноста. Да провериме ако може нешто без лутење, ама Сашко Коцев веројатно си ги знае филмовите на Сашко Коцев. Така, еве, ако може да наброиш 2 филма во кои има Сашко Коцев глумено Сашко Коцев. Имам глумено Бубамара 13 пати. Тоа е друго, не е филм. Имам глумено филмот со турците. Со што? Со турците. Добри да го сметаме тоа за некаков одговор, тоа е еден филм. И оној другиот со турците. Како? Со турците оној другиот филм. Во ред. Добро, вака, само извини. Значи, без зафрканција, не си Сашко Коцев, кажи кој си. Јас сум Сашко Коцев, маестралниот, еден и единствен на македонската јавност, драги мои. Значи, не си Сашко Коцев. Се гледа дека не си Сашко Коцев. Добро, Дај бе, режија. Добро, извини, не требаше да лажам сега. Тоа е. Така? Не си Сашко Коцев. Ја дојдов само затоа што Сашко Коцев ми е идол, јас сум од Куманово. Добро. И сакам само да го виду Сашко Коцев, да го поздраву и да му кажу дека он е мој идол, ништо повише, не требаше да лажу. Он е за мене легенда и само сакам да го виду, ништо повише. Извини, стварно не требаше да лажу. Можеш така да кажеш, знаеш. Плюс Сашко Коцев, извини, ама да не би да касни. А не личи на него да касни, нема се шо да ти кажам, не е ни дојден. Не е дојден Сашко Коцев, така да тоа е, сега немам право. Сашко Коцев? А, Сашко Коцев! Сашко Коцев! Ништо бе, ништо, ми сме си договорени, разбираш? Ќе се видиме у Куманово. Абе, немај гајлети. Знаеш што ќе беше најболje? Да знаев ја да го имитирам Жаре, сега ја да седна па ко Жаре да... Ти имат имитирано некојаш? Не, да ти кажа, прво интересно ми беше дека гледах. Некој Жаре го знам јас од пред Пареза Мајстор и Маргарита кој работевме пред 5-6. Кумановски театар. Пред 5-6 години уште беше студент. Дојди поклони се уште. Дојди бе, дојди ва. Ајде за Жарко. Дојди бе, Оба! Седи бе, седи. Нек си седи, ако сгрешам нешто ќе каже он. Ќе поседаш. Дојде колеги ве го носеа од гардероба у гардероба. Добро. Викам, ова не е човек, ова е семплер. Вика, ајде Никола Ристановски. Ајде, не знам, ова глумец. Ајде, ова, сите. Мето Јовановски. Значи, не бе, тука што бевме, што игравме представата. Тоа ад хок нешто, мислам. Па само се ги прави работите. А замисли спремно. И ме воодушеви тогаш. Да. Браво. Беше ме да. Па да го испратиме. Пале ќе го испратиме. Ајде седи. Па се. Ќе се вратиме од Ајде се. И Жарко Јовановиќ, Жаре! Дојде! Супер. И го испраќаме Жаре. Врзете го овој пат. Слушај, зашто ми е најовакво? Што ти е Во емисија вака која дојдам, од памет ми извади ми из памет. Во емисија вака која дојдем и многу ми е глупо. Добро. Например, дојдам кај тебе, ти ме најавуваш и ти кај си Жаре, па се поздравувам. Сад, 2 сати од некаде од тепа. Сега не знам да дојдам и да се поздрав, да се правим изненаден као не сме се виделе одамна. Тоа е непишаното правило. Да се се враќаме назад во студио. Кај си ме да ти мајката? Тука сме цело време. Се враќаме назад во студио, сме тука во студиото. Чекај, ти освен вртелешка имаш водено емисии? Не. А? Не. Само тоа беше? 2008 мислам. Само тоа беше? Да.
Нешто, не знам цела сезона дали беше мајко. Добро, и да беше една. Како може овие чорапи? Иначе тие чорапи се одлични, морам да признам, Дека ти се ги гледале. искоментирав и преска. Одлични му се. И не признава, а Не ја да случајно. тврдам дека му е смислено и намерно е дојден. Тоа така како. Тврдам. Да. О, што беше? Тој доше? Да, не е ни битно. Ма супер си јас. Еј, Крали Марко, крал на кафаната е убава една кампања за пивото Крали Марко. Дали ти така нарачуваш во кафана? Зашто знаеш причата, ја знаат сите приказката со рекламата, нели овој нарачуваш све. Нарачува за 20 луѓе, не нарачува за едно. Да. И дури на крај му додава и вика и уште 5 кевапчињи, како беше? А таа ли? Таа. Таа е приказна за легендарниот Столе Попов и Бог да прости Данчо Чевревски. Како мислиш приказна за нив? Тој е вистинска приказна. Снимаме до Балчак 4 месеци и пошто више филмот снемуваше пари во Битола и на кетеринг више почнаме да јадеме тетратки од 10 јуни со зетин по турини, више немаше се. И најдовме едно кафанче у старата чаршија у Битола и као многу јако таму, ета тука снимаме и као сите идевме на пауза, не јадевме на кетеринг, да ми го кафанче, те отишле. И Столе профа, отишол Столе, крупен човек, гладен, нервозен, цел ден више филмот, 4 месеци, тоа е епско дело. И Македонија дојдевам, крезли има ли? Донеси ми не крезли, јатки, да, и јатки донеси ми, дај ми колбасица, дај ми и увијач, дај ми ребро димено, да, ребро димено. И свежо донеси ми, и ова, дај ми, 4 кила мес. И Данчо се врта, за вас, господине. И профа вика, за мене 5 кебапчини. И Столе, трга келнерот и Столе. И 5 кебапчиња. Заборав, добро ме подсети. И Тоа е тоа. Ова прича е многу позната и со Ѓорѓи Унковски решивме дека мора да се овековечи некаде. Па значи ти во рекламата. учествуваш и во пишувањето, фактички на некој начин. Не е битно, тоа си има продукција, си има режисер. Приказните ги знаеме кој е одлучен. Многу добро, многу добро. Видиш. Да. Тоа кога беше до Балчак, која беше 2 и Да, 12 се снимаше, 10 години. Значи до ова лето 10 години. Како лето време. Бевме на јавање некои 3-4 месеци и 4 месеци снимање. Па лето време коронава како летна. Не Се верува попеа. колку време е поминато. Па 2 години, а сега ќе ти кажам, сега сме март. 2022. Пред 2 години памтам, работевме представа со Васил Христов Вуси, 25 глумци во представата, многу луѓе и нешто почнаа сите да се шушурукаат, као дечки да прекинеме ова многу корона, ја имам возрастни ова, ја имам дете, ја имам не знам што, так. Имам трудна жена. И се симна директорката и као се сеќавам, вика, дечки, четврток беше. Дечки, идете дома, сега, не мора денеска проба и утре да правиме, петок, сабота, недела, нека помине ова корона, од понеделник ќе си тераме ние. 2 години. Нека помине ова корона, од понеделник ќе си тераме. Секако. Уште не сме вратени. Да, точно. Чекај. Мислам, кој знаеше директорката најдобро најавно се симна на сцена, рече, дечки, нека помине коронава, да помине коронава, петок, сабота, недела, у понеделник глад бројаш да бро. И газиме. Ало, 2 години уште сме тука. Која ти беше најпрво глумење после корона и колкава пауза имаше? Усред корона, сега не знам што беше прво, дали не се кледе енглези, се затвараме све, бабао, тука. Да, и значи година и пол дома. И година и пол немаше глума, никаква, ништо. Ништо бе. Имам дома, види, ја дома се играм. Значи ја дома сум си принцот, Елза, Кристоф, на Моана овој мал, режисерката што ќе ти режисерката Јоана што ќе каже, јас си ги играм тие. Вака реплика да изустава да не ме режира. Мислам година и 3 месеци нешто така помина. Дали беше прво кастингот за Милчо Манчевски за филмот, дали беше прво енглези, не ме ваќа за збор, за тоа не сум сигурен, да. И отидов таму и јас борам и викам, а чекај, што беше ова глума бе? Како се правеше ова бе? Како беше тоа емоција? Како се стига до таму? И енглези, значи не се клене енглези, одигра на 135-140 пати. Така е. И му се јавам Микич, викам, абе, треба да ја снимаме нели за еден бренд, ја откупи, да ја гледаат на една платформа да ја стават. Имам цаки, абе, да правиме проба. Абе, зашто знаеш, good nature. Зашто проба да правиме бе 200 пати одигра? Абе, цаки да направиме една проба. И не направите? Ајде бе, отидовме, седнавме, као не ни треба проба. Значи ја снимате? Ја снимаме представата За корпоративно. За корпоративно, да.
И доаѓаме, а тројца сме представ. Ние не знаевме ликот како Оли, ми ти се и вика. Викич. Ја не знаев ликот кој ми е, бе. Чекам, викам, ја пикси сум или паунда. Измешани? И Оли, чекај, што беше? Зависи година и пол, не знаевме што зборим. Па не е малку. Тоа се вика на Комановски вечер, кога игравме кол клин, кол плоч. Тоа беше многу јако искуство. И чекај, не, најочајно ајде. е, за истиот бренд ме вика онлайн, као стендап, као водител онлайн. Добро, што И си го правиш? и тука корпоративен Zoom, настан, не знам да. што беа, не се ни разбира, не знам да го уклучам компјутера. Ми уклучија све, рефлектор, ја тука зборам. А ти од дома? Не од дома, од една канцеларија. Аха. Стендап ки тераш онлайн. Па поразително нешто за човек е само преглед на простата за мушко, мислам. Так. Не знаеш ли што беше Преглед тоа? на простата на Zoom. На Zoom, Значи вака ја нешто се правам тука интересен и само гледаш фаци, ама оние агол. Дај бе зумира камерата. Еве ова, Овој кецот. Од дека, знаеш, од тука уклучувам Така е, мобилните. така. И вака гледа. И знаеш што е најголемиот успех на Zoom? Кој што оцениш? Не, да бе, ти се прави смешен или само ова кога ќе направи некој, пошто ти не ги слушаш ни, само ова го гледаш. И тоа ти е тоа. Тоа знам дека сум го искинал од смеење. Овака како гледа се од тука фата да се. Да, о добро викам смешно сум. Катастрофа бе, и од тоа што реков, више никад не ме интересира ни онлайн, ништо не ме интересира. Тоа Така беше и Буба Мара, Ранко вика онлайн. Каква онлайн мајни ми се викам. Некам да видам што сакаш прави викам без мене. Ако нема стварно публика. зезно. Абе бега тој Пази го катастрофа. споредуваш со енергијата што ја добиваш во живо. Ректалното ше, братче, катастрофа. Ете тоа е тоа. Ама не се врати, театар не се врати целосно. А не е цел, не е цел. Сега? 30%, па 50% сега, не знам колку на 70 сме. И публиката со маски 2 сати, знаеш. Ние сме без маски, као се тестираме, као се пазиме. чекаме Знаеш, и сега. тоа е зезнато се, закажуваме представа. Да. И не знаеш. Не, и откажуваме у 5 попладна. Еден вика, зарад. дечки, ја мрсо ли има? Така е. Ајде тестирај се позитивен. Ајде, Така е, почетокот каже, враќај парите. Да. А слушај, приватно како пројдовте фамилиарно ковидов? Знаеш, дома седевте, што правевте? Абе, јас сум си дома. М? Дома бе, јас што? Излагавте нешто? Ти пешта ни одиш, ама летно време. Не. Прво искачење ми беше у Катланово под еден Катланово. Катланово под еден мост. Знам на многу места кај ќе излагат, ама не Катланово. Ама со дете, таму швалерај може иде. Држи. Значи, ја идам, возам негде, мора на некоја пољана да се прошеташ. Катланово под еден мост, никој не иде, Катланово мостот што е на река Пчиња, под мостот, Кевенце, чак, како на времето, сам тука со детето да фрла каменчиња. Крал на кафаната. Тоа беше крал на кафаната. Тоа беше првото искачање. Тие први ударни 2-3 месеци која беше така хистерија, знаеш. Плюс јас имам сопруга која што е лекар, доктор на науки, знаеш, они се фанатични по тоа прашање. Добро, ама и тие први ги викаат со они смени по 12-14 сата. Па ковид центар работи. Фризура мора да иде да прави, ногти мора да иде да прави, на масажа мора да иде. Тука се 16 сата ете. И на мене ми вика ти не се пазиш, ти ка ми умреш мене. Бабе, ја од каде викам, ја дома цел ден. Ти ќе донесеш ковид, а? Од подмостот од Катланово. Прележа? Не. Како бе, не? Како бе, да. Па што сум мрднат од дома. Кај смеам да мрднам? Ја така ја купив до вербата, да проверам антитела, нема мич, значи сум се пазел добро, браво. Ала да ти си добро играње. Мада ти, Не, вакциниран сум и не сум прележал. Добро, фала Богу. Сега во Словенија кога бев, и сите околу мене беа болни, цела екипа болни, многу болни. Од ковидосани, ама мене не ме зарази никој. Така река Да, тера. вајда не сме си хухале доволно. Не знам. Не знам зашто. А таму беше, у Словенија снимаше филм. Филм, да. Се вика Некај сладкега, што е тоа? Нешто сладко? Нешто сладко, ама кај нас да го преведат овие будале, како ги преведуваат буквално, некај сладкега може да го преведат као некај сладкиот. А, некај сладкиот. Нема кај сладкиот да идеш. Нема да идеш кај сладкиот. Некај сладкиот. Иначе некај сладкиот. Ако сакаш да се зезнеш, иди кај сладкиот. Да. Зашто? Некај сладкиот. Чекај, таму си тоа е филм режиран па и напишан од наш заеднички добар пријател Тим Водопивец, бил и во емисија словенешки стендап комичар. Да, имам познато ТВ лице со неговата сопруга која што е текстописец и музичар. Така. Со незин познат бенд. И одлучува да напишат филм, он кога ми се вика, аз го пишував за тебе, ние се знаеме. Главна улога. Да, главна улога, 2 главни улоги. Објасни го тоа. Јас играм 2 лика, едниот личи на другиот, значи тоа се 2 човека.
Едниот е македонец, другиот не се открива од каде, не е словенец, работи таму и овој македонец. Има сцена во која се двајцата? Двајцата како се сретнуваат, да. Добро, и како се снима тоа, како би го објаснил лаички? Вака со камера. Вака со камера. Да. Не, како се снима, па камерата се поставува на статив и не треба да се мрда некаков агол да нема. Финтата е тоа, значи. Да, и јас се појавам едно. Се зима половината од едното видео, половината од другото видео. Па кога знаеш што ме прашуваш? Добро. Знај да ме провери дали јас знам бе. Како се снима? Да ти кажам до ден денес не требаше да го лажам. Вака се снима. Зимаш тука сајли. Точно. Све е тоа, она што го викаат компјутер графикс. Да, бе, да. Пост ке го среди. Но не си единствен македонец. Елена Јованова. Да, Елена Јованова игра и Александар Микич игра. И Александар Микич. Александар Микич игра водител на едно многу сомнително ток шоу. Зошто сомнително? Па така намерно требаше да биде, зашто мој флик некогаш бил некаков advertising, marketing guru, mindfulness и оние како се викаат други, motivational. Йога, чуда. Не, јога, тие знаеш. Коуч, лайф коуч. Лайф коуч. И он сваќаш он бил некогаш на врвот и веќе малце неговата кариера иде на надале и он у такво шоу не би дошол никогаш кај еден многу сумнив водител. И тоа е Александар Микич. И гостува тоа шоу. Човекот е на тотална декаденција, виш, алкохол, дрога, жени. Треба да стигне во Словенија, не може никако да стигне на едно големо предавање. Елена го договара, има проект земено за тој лайф коуч да држи еден говор и тука е перипетијата, он тргна со кола и никако да стигне во Словенија. Жановски што е? Жанровски е комедија, прв пат снимам комедија долгометражен. Прва класична комедија немам снимана освен краткометражен Пепи и Муто. И тоа беше топ. 15, да. Тоа беше одлично. Тоа е краткометражен, а долгометражен прв пат класична баш. Комедија. Добро беше, уживаше? Баш дека е комедија? Па да, беше и напорно доста зашто заедно и го пишувавме филмот, јас сум и косценарист на филмот. Па знаеш беше напорно пошто тоа знаеш кога немаш ти кога имаш државни пари и се распореден буџет. Добро. Е лесно, а овде знаеш буџетот све од некое Independent, тоест они ги викаат инвеститори, една компанија, 2-3 компании доаѓаат. Така. Снимаат, знаеш, малце беше така. Со други збори треба 5 пати мери еднаш сече. Да. Но сепак тоа е нормално, така се снима, независен филм така се снима. Кој што режисерот планира да има комерцијален успех, тоа е најбитно. Дај Боже, со среќа, мислам навиваме ептер. А кога што викаат, нели некои викаат многу потешко е комедија да пишуваш отколку драма. Си го чул тоа, така? Па како гледаш на таа работа? Тешки се и двете работи. На комедија, еве некоја ќе го напишеш, да гледаш филм комедија, еве земи така? Филм дали ќе го гледаш на некоја платформа или еве од видеотека порано идеш да земеш комедија. Ако е лоша, добро. 3 минути не се гледа тоа. Така, тоа е одвратно. Одма се гледа. А иначе драма, трилер, ќе го догледаш, некоја акција ќе ја догледаш, знаеш. Не беше ништо. Па не беше, ама ќе го догледаш. А комедија не се догледува. Точно. Значи не може да неподносливо е кога е лоша комедијата. И тоа е цело време одиш по еден раб на работ, вака кога одиш, ако е на оваа страна е досадно и рамно, а на друга страна идеш у пропаст. Значи многу е. Точно. Тоа, а не викам дека драмата е полесна, нормално. Добрата идеја. Добро, ама предизвиков е овде. Али овде беше предизвиков, да. Точно. Сега за Пештани, тоа не ми е без потреба, ти стварно поминуваш многу време во Пештани, ама летно време. Ја граѓанството ќе ми дадат се лична карта. Така? Да. Ја мислам више си им таму кмет пештански таму, знаеш, доаѓаат. Пештани знаеш дека сум на цртка? Како бе? Сите кафани, ресторани, продавнички, све на цртка. Па сега ја попупачи сум. И ќе дојде некој тука на плажата. Абе немаме пиво, сега ќе земам ја. Земи за јадење ова, земи јас си идам во продавница. Џоко, терај вика. Џоко си знае. Ја пошто немам или сум заборил пари или мокар си купач. Си идам си. Ете ти. Владко бе. Да. Во Словенија ќе ви раскажам. За Владко. Ти имаме една пикантерија за Владко ви раскажам. И у Пештани си идеш си вака, знаеш, се да бе, кмет. После си плаќам ја на крај кога ќе заврши летото идам се раскошурувам. Што имам? Открив едно плажиче во Пештани, за нас Пештани, знаеш, сликата било една тука на сред село една плажа така сомнителна, а не ова е испод полицијата на Кедесаре, таму открив една плажа. Многу добра и мислам дека нема да ја сменам никогаш. Мислам многу добро место. Од тип за уживање, да ме мирно, фино или многу добро. Тоа не е комерцијална плажа, тоа си е твоја сопствена. Па не требаше да го кажеш. Па зезнато е кога ќе го кажеш и да, ја нагрне работата. Да, али да.
Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е тен да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна на 26 јули 1963 заменува? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. И шо викаш, Владко, Владче? па он у Лјубљана нели живее, Добро. ја таму ме се сипал со филмов. Ајде да се видиме, па нешко излеземе, па ќе се пошетаме, тоа. И ми вика, ајде да те носам, вика, он е председател на клубов Илирија. Со Олимпија вика ќе играат пријателска пред да почне првенство. Да гледаме утакмица. Да гледаме, вика, тоа нема везе, вика, мојот клуб е млад, вика, ние едва влеговме прва лига, овој Олимпија се многу јаки, ама ајде ќе гледам. Ајде идам, ја вика, никој нема да има у цела сала на Олимпија. И влагаме таму и играат они. Јас седиме доле, ја уште 3-4 менаџери, тренери, нема 10 души у цела сала. А викам, ој Лука Дончич бе. Шо збори? О, нема сте писнали, ќе го избркаат од Денвер. Играше за... Од Далас. И шо се најде у Лјубљана у моментот и ела да играш? Татко му е тренер на Илирија. И му рекол, Лука, ти нешто многу си поправен, оди да поиграш малце. И Лука Дончич играше за Илирија. Да. Чекај, Владче Ама не е смееш во да клубов, сликаш. кај што таткова на Дончича? Да, на Сашо Дончич е тренер на Илирија. И Лука Дончич го гледа, знаеш, тука пред тебе овдека, нешто е многу добро доживување беше. Да бе, најбољов кошаркар у Да, свет. да. И доаѓа он со он не играл многу, он само набацува тука дечки да ги окуражи. Други да играат. И Олимпија се разигра тука 17. Аха, Разлика 18 и Лука Дончич. Дај ми ја топката. Фака за минут и пол на нула сведе. Чао. Као да знаете зашто сум у NBA, као да се разбере. Да, Тоа беше покажа. многу јако, да, со Владко. Леле, ама тоа е, човек, кога гледаш таква големина. Да, а уствари многу Тоа е лабав once in a човек, lifetime, да. човече. Да, а уствари многу многу го лабав забавно? дечко е тоа. Не. Али вака кој што гледав тука со однесувањето со колегите Дончич, човече, Да. свака час. Ако аз кај тоа, знаеш, сакаат луѓе, еве, ти си за некого Лука Далас Дончич, Маверикс, ја Денвер од реков, аспект, се извинувам. Денвер рече? Епа Денвер со Јокич се збуни. Да. Тие се Јокич Дончич. Јокич Дончич. И он те то кумпа. Знаеш, ти си за некој Лука Дончич од аспект која те гледа, не знаеш што да каже. Знаеш, не се случува тоа низ град едно друго, го гледаш кај некој дете ли е, што ли е, таква насмевка и искреност каква што не може да се одглуми, така. Тебе дали ти се десило некојаш нешто да си онака без зборови, пошто се среќаваш со некој. Нека го Дончиш да го гледаш на терен, него да дојдеш во ситуација вака, тета тет пример. Па не видеа ова што викаш за луѓе. На кај Битола возиме пред има 7 години сигурно. Може и 8. Со Смилјана идеме на кај Битола, на кај другар, не знам зашто бевме, снег фати. И гледам снегот само што поминал кола превртена. Ама ме? И ја брзо застанувам тука да помогнам луѓе како искачале, тоа уште не е ни снег ни кал. Луѓе застанале покрај пат, излегле од колата, мрзне надвор, ја трчам на кај нив да помогнам. И они викаат: "Сашко Куцев?" Викам: "Добро, не, остај сега, не е тоа битно." Викам: "Остај сега, дојди, викам, бам у кола да се стоплите кај мене." Викна шлепово, оно да дојдат. Демек доктор га смиња да ги гледам, вика: "Што модат, ништо не име што ќе ги прегледа." И седи у кола се грее жената. И вика: "Како сте?" Она ме вика на мене: "Остај, ја како сум?" Ти како си? Чекај. Е господин у одела. Знаеш што ни е прав господин, ама многу возрасен. И нешто му се слоши, топло беше. И он у центар падна и се удря ова друга кадата. случка, Ова е кажеш друга се. случка. И падна. И ја брзо со еден дечко го кренав ми, човекот беше без сознание. Кревак, сирот тука си ја пукна ркава и се подосвести. Еј, тебе те знам! Абе, и ова. Уште едно? Има многу вакви. У мало. Нели има, знаеш, оние стари зградички нема паркинг. И они ќе земат со жица некоја ќе заградат да немек паркинг да. Или канта поликолор ќе стави. Не, жица и тука и дај канта поликолор и жица. Пошто така се обележува. Да, на Кумаровски тел се вика и нешто розово ќе му закачат, тука демек да не им се паркираат. И ја идам и со Јоана се маткаме низ мало, не сме нигде да влеземе, нели корона. И Јоана уште помала беше од сега, и земала тоа жицата. Си игра детето. Добро. И гледа овој. Чекајте, иде на жена. Ама тоа с секунда се деси. Јас сега гледам жена као да помине. Гледа Јоана ја дигна жица, жена воп,
на жицата и кога падна на земја, кога се сопна. Али знаеш, не смешно. Не треба да се смееш. Кога се сопна, цирата жена кога пада, кога направи. Знаеш кога ќе падне човек со плоските. Болен. Знаеш кога се издиш? И мене у моментот ме фаќа таква паника, да умре женава, викам. А у тој момент, толку ми е смешно. И ја почнувам панично да ја прашувам Господјо како сте и да урлам од смеење. А тоа е У исто време измешано, голтам смеење, викам Господјо како сте и почнувам да солзи да ми течат од смеење. И нема да кажеш дека се сврти и рече Сашко Коце. Јас сум на Филип, мајка му. Ајде! Ова е више Сашко Коце. Ова викам, добро, како сте? И она вика, чекай да знаеш кој Филип, абе бега, мани ми се, викам, како? Точно. Ора сирата срекна. О, дека мори може да ти мајка, каже викам, дека абе е гледај, мајка се му. исклучи ме, се утепа женава ја. А знаеш колку ме фати смешка, викам, чекай, будало, у себе борба имам ја у Точно. себе. Што се Не смееш? го веда да се смееш, Да. а тоа смешно, е усто ми, жал ја кревам. Бори нога. се со тоа. Абе знаеш, труп тело кој ќе падне на земја. Абе, за тоа се смешни YouTube видеа. Знаеш, што ги гледаме цело време. Ја, А замисли човече, и слушај. Ја трето полувреме 2011-та, мај прв, не сум поголем филм, треба да се сретнам со Раден Шербеджи. така. И вака се, викам, кога ќе идам ја прв на проба, го ведото, прв мора да сум на проба, имаме во FX3X проба, ќе дојде Раде Шербеджи, викам, вака ќе седнам. Да оставам впечат. Не седам така, не, превише е дрско. Вака ќе си седнам, е нормално. Не. Ти го мислиш Ќе ова седнам вака, викам, ќе седнам и не му викам, он прв нека ме поздрави. Тоа каков впечаток ќе оставам? Не, викам, зашто? Па не е нормално ќе стана. Здраво, Господи, како сте, Раде? Не, викам, че. И викам, мора да мочам, ја ми се моча. Идам у писоар. Се станам, вецето, и од позади се слуша врата. Крц! И до мене так застанам, века зм. Джвр. И се Ја се вртам. Раде. И он ме позна од слики што видел кој ќе го игра Коста. Да, веќе Коста, он знае не ми го знае глумците. името, ликот ми вика. О, Коста. И ја, о, Дон Рафаел. И сега гледаш, да се поздравиме, да не се поздравиме, да се поздравиме, да не се поздравиме. Да се поздравиме, не, викам, глупо е. Не, викам, зашто? Он заврши се, отиде, ја тука останав на ти писоарот, продолжиш да ше мочеш? 5 минути. Цика, овој што простата имаше, бе. Тоа е мојата прва средба. Како ќе оставам впечаток пред Раде Шербеджи? Многу убав впечаток. А исто со Бранислав Лечич, чисто големо име, мислам, сега е оцрнето јавноста заради една случка таму. Али тогаш ова исто пред кој Добро. 6 години. И за Лесковац фестивал, филмски фестивал. И идам ја таму, возам кола, ми се моча од Врање, врач. Викам, не бе, таму кидам ја. Ја проблеми имам со моча. Ми се молба мора да идам да мочам. Идам го најдам хотелот и трчам преку рецепцијата, кај ми е? Така. Нервозен, ова ка таму, ја трчам. И братче, ти више си откопчен и више готово тука. Сакаш да кажеш полуспремен веќе. Значи мора да му... И сваќам дека има еден писоар, на него има човек, Шо а ја веќе? имам Павлов рефлекс, ја кога ќе идам да мошам писоар, секогаш плюкнувам. И Павлов рефлекс, ја како доаѓа, мене више ми највере плюнка собрам. И ја више, а више извадено, знаеш, јас готово тука. Со плюнка И он, устава? човеков. И само овој Бранислав Лечич, само се врти. Македонац! Преако. Ја брат да го избодам. Со плюнка уста. Со плюнката у уста. Здраво, да се поздравиме, да не се поздравиме, да се поздравиме, да не се поздравиме. Си отиде човекот. Што правиш, бе, викам, што ти едеш? Што... И више не мочам. Кога треба да се запознаеш со некој. Не, мочам дома и не пијам вода цел ден. Така е. Ете ги моите средби, сигурно сум имал Тоа уште. се ем средби на луѓе со тебе, ем твои средби Средба со други луѓе. знаменити личности има еден филм. Спомнавме најбитниот човек во твојот живот, а тоа е режисерката на твојот филм Јоана. Да бе. Ја мислам дека ќе биде многу кејф кога ќе ја гледам и сега години отпосле, ама сакам знаеш да позбориме малку за неа. Како таа реагира кога ти се случуваат овие работи? Гарант знаеш се шетате раче за раче и Сашко Коцев да се сликаме, да се направи. Како е, знаеш како она го поима тоа? Мислам уште не е тоа јасно. На телевизор гледа, кој е ова? Зоки Поки, например. Кој е ова? И она вака си тато. Добро. Тато. Најнормално, тоа е тоа. Ама, од гради како искача трча на кај мене и намерно вика Сашко Коцев!
Сите викаат мамичко, татичко, баба. Чути ме вика. Сашко Коце! Секој да чуе. Се нервирам и заинат. Заинат ти прави тебе. Да, тоа не е битно, дали Јоан не знае точно што е тоа, уште има 4 години. Добро, ма знае дека ти е. Ама на пример на плажа или негде ќе седнеме Јона. Тато, ај зборим како Боби, ај збори како диносаурусот Даро, Биби и Боби. Биби и Боби. Ај ова знаеш деца дека. А ти си таму поише ликови. Да, имам 4-5 ликови. Ај збори вака, збори, тоа ќе импонира малцка. Татко ми ова ми е иначе. Татко ми ова. Може да контролира. Да. Што вика биди диносаурусот. Да, ај збори. Кажи како збори диносаурусот. Што гледа сега? У која е оваква фаза? По патрол ти е такви некои? Не, ги помина тие мислам. Не, Биби Боби константно пошто има сега нови, а друго знаеш, Netflix се уклучува, што се гледа? Па сега гледаш еден многу интересен, тој последен, тој Виво. Доста добро, има добра музика. А ги знаеш, така, поред неа ги знаеш. Што збориш? Ја ги имам играно, бе. Ја ги играм сите од... Па што ти вика, биди тој, тој, биди изгледа, тој. после идеме да го играме во неделната соба. Така. А пази, која играте? И сега, ќе го изглумиш на еден начин. Дали од тие деца што утре дента или после 3-4 дена кога ќе текне ај пак да го играме, ти вика не го играше така минатиот пат, врати се на истото. Да бе, па ја кога не знам дали сум го раскажал, паднав демек треба да се онесвестам. Добро. Она е брза помош. Ајде онесвести се и јас се онесвестим. Не така бе. Демек, леле, ти си бил глумец, па уште познат. Па како така глумиш бе? Паушално ќе ми глуми. Точно. Како викам Јоана? Да, па не. Ајде. Не. И едва од четврта го погодив. Па како? 4 дубла. Столе Попов 5 сум имал. Мачески не е така. Тоа е добро. Значи те лови. Цело време најприказна која раскаже. Аха. Мислиш заспала она. Не е така. Тој вака и вака му рекол, он вака и вака. Не е така. А ти кој раскажуваш приказката? Бабе, демек. И ти сега таман заспа детево? А јас знаеш како го раскажам приказка, не се шљапам. А почнуваш Па не можеш да издржам да ја раскажам, пошто ми е досадно. И углавном, да советувам, еве, утре да е Господ и ти ќе раскажеш приказни, значи, треба да раскажеш приказни со што повеќе. Значи, немој трите прасница, малце нема да заспие. Ке бираш нагоре 7, 8, 12 јариња, нешто така. Едното јаре вакво, па да идеш ти, знаеш, да трае. Имаш за зборење, бе, ти, за трите прасница, джек, ајто ти, да ишо, оно не заспал. За црвенка, па што, едно дете. Колку волци има? 7-12 јариња нешто. Али баба 40 разбойници. Тоа е приказна. А слушај, што повеќе? 101 далматинец најбоље. Да. Точно. Мудри еден тужне. А слушај, кога Волков ја јаде бабата. Не бе, јако раскажувал, па тоа сака да ти кажам. Јако раскажувал, ја не можеш да издржам. Така. Пошто викам, и Волкот изел бабата. Па викам, јадел, па не джвака бе, мамето да му бе, викам бе. Па цела ли се јаде бе, па гледаш ли бе Јоана бе дека. Кој јаде така баба? Па така ли се јаде баба, цела баба да јадеш бе, викам бе. Па не джвакал бе, јас ја учам нели да джвака, да не. Точно. И исто мајката, на пример, почнам да ја раскажувам. Мајката прасица им рекла на прасињата: ајде вие време е да си направите ваши кукички. Да. Време е да излезете од тука да живеете. Ја више ме нервира. Морам по моја да ја раскажам. И викам, мајката им рекла: излезете, гледате овдека како живееме. Па оваа куќа па живееме како свињи бе. Па ова не е куќа, ова е кочина. Направите куќа салма. А не кога ти следното прасе, ја направила куќа, зашто? Не му било легализирана. Ај! Чекал дуб. Ај, со градоначалникот да ја сврти. Девек, зашто направила од слама? Вика, ова се ствари реални приказни. Да, бе, да. Значи... Зашто ќе направила од слама? Викам, нема. Немој за легализација сега да почнем. За по €1 да го откупи. Точно. И такви ми ти работи, ја не можеш да издржам да ги... Зашто донеле закон за сламарици? А знаеш дека не ми работи саатот? Не, чекај. Ја нема веза во утре. 9:15, зашто да ја видам? Колку ми е мене? Да ја видам. А, вистина ти е... Бола нема веза, гледа, не ми мрда, бе. Саат и 15 напред. Висот го знаеш, што е најглупиот вид. Вика, батерија за сат, не вика, работи на навивање. Мак. Да. Немам поглупиц. Ми првите што се Точно. Ако. Во светот, создаден според потребите на возрастните, двама лечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано заднато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекотан. Моето го мачи стомачето.
Беко, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Sweets. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Крцкаво однадвор, сочно одвнатре. Сандерс за вас подготви неверојатно вкусна понуда за само 169 денари. Нема кој може да одоле. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Од сам почеток не ем кешови клиент. Веќе 7 години. Знам, господин Петар, задоволството е наше, како и сите кредитни консултанти од Демкеш. Тука сум и каде и кога ви е вам потребна. Но тоа не е се. Тие си првите со... Викам, тоа не е се. Тие си првите и се уште најдобри со онлайн аплицирање. Ем први, ем брзи, ем најдобри. Провери. Ем кеш. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се. Но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? За љубителите на класиката препорачуваме зелен чај со арома на мед и лимон. Популарното дуо од мед и лимон, вметнато во ливчињата на зелениот чај, создава чудесно вкусна и ароматична напивка од Good Nature. Сите сакаме тазе печен леп изваден од фурна, ама ако сакате лепчето да е со крцкава кора, а внатре да е мекичко, тогаш едноставно треба да замесите тесто со моето брашно од Кадино, број 1, мој избор, нека биде и ваш.
Иако не можеш да добиеш кредит, уморен си од чекање, од сложени процедури или едноставно ти требаат повеќе пари, релаксирај се, за тоа постои М-кеш, можете да аплицирате во продавниците за пари преку телефон или пак нивните кредитни консултанти да донесат кеш дома. И тоа не е се, добите дополнителни поволности преку програмата за лојалност на М-кеш. М-кеш, позајмувај одговорно. Режија, Сега ви текте дека имаме една слика што сакам да му ја покажам на Сашко, да ми каже дали, сега хајде да бидам краток, дали е ова српскиот гораст? Тоа е прашањето. Пуштете ја ако сакате сликата од Facebook извадена од некоја си српска страна, не е битно. Значи вика, Бетмен стиже у Синеплекс, овој вика кој е овој филм? Бетмен. Устати Бетмен. Дали ова српскиот гораст мислиш? Ова Гораз 20 години. Ова као Гораз да го има пише. Само те чека. Добро му викам, добро, како 20 години на истото? На Деми Мур. И он вика, добро, па ти како можеш 20 години да паѓаш на истата финта? Знаеш, Демек, он одоколу ти го вика. Добро, како? И вика, сега гледав еден филм со на Брус Вилис, вика, ова, жена му била најпорано што беше со него. И ти викаш, Деми Мур, и он, епа да ми пише. И одма рима да ти склопи. Како бе не те мрзи, бе, вика. Деми Мур му се главни, абажур. Како? Плевнеш? Што вика? Абажур, знаеш? Ама не, како го... Абе, вика, бевме сега да бараме со жена ми купувавме. Ова горе не, лустер тоа, другото као. Абажур, викам. Епа, да... И вака годиништа. Ама он не ти го кажува како да триумфира со тоа. А па сам ги пушта, он... Така. Така, и случајно ако си работи нешто на компјутер и ти кажеш со некој друг, например, кажеш таму, например... Има аларм за такви. Да, и ја нешто викам, да, сега у 8, кујате на 8. И си продолжува да си работи. Него тоа ускут, да. Го видов, викам, види го бе, има дупликат од Србија. Види го бе, ова треба да немаш работа, бе, жаре. Значи, он немал работа друга. Точно. И вика, сега, морам него да го протнам ова. Кој е овој филм? Бетмен. Бетмен. Значи, он колку триумфирал со ова. Точно. Ова е... И го шервал по пријателите. Да, престиж. Ево има и 3 свиѓања како што гледаме. Да, 3 свиѓања. У случајов го има лајкнато, дури тој што има скриншотнато. Да. Како забележуваме. Ајде да продолжиме за филмови. Го гледав на Лепница, краток филм за кој што ти освои многу награди. И краткиот филм си освои многу награди. Зезнато улога, ти кажав и преска. И сега, знаеш што ми е многу интересно? Кратки филмови кога има, немаме кај да ги гледаме. Да. После доста време се пуштаат на телевизија, ама и тоа може да го промашиш. Мислам го има на HBO, кој сака да го гледа. Конкретно Стикер? Да, Стикер, на Лепница. Да. Филмот има над 250 фестивали, сигурно има 60 на награди, од кои, например, пола се на многу големи фестивали. Така. И више со режисеров онака, пошто едно време да ми пушта, добие вамо награди, он намо. Викам, не може више да славам. И викам, не ми ги кажа, и сега не ми кажува више наградите. Неверојатен успех направи филмот, краткометражен сценариј и режија на Ѓорѓе Јунковски, неверојатно. Мислам, како упали таа приказна за малиот човек во општеството кој ставен под еден притисок да биде подобар татко. И некако ситуација го прави да... Баш беше и во трка за Оскар, нешто како би пишуваше Ѓорѓе, ама он и брат му Иван Унковски се позапознаени со тој продукцијскиот момент. Нешто имаше трка последните 7 филма. Еден од нив како ќе биде таму и за малца. Да. На некој начин. Така беше. И штета што не малце се понадевавме, ама нема врска, секако има многу голем успех. Ама искрено да те прашам, уживаш во наградите? Знаеш да уживаш во наградите? Од аспект што ќе рече Благоја Чоревски. Што вика? Те неверојатен лик и колега. Поздрав Чоре, кој што се јавува на секого за успех, за неуспех, за нешто, обавезно се јавува. И ќе се јави, честито видов таму тоа е тоа, честито ова она. Значи докторирала сопругата се јава да ти честитам докторат. Браво, Чоре. И ми се јава за награда честито. Ја знаеш, он вика, ти си глупо скромен, вика, ти што ти е на тебе? Пошто он вика, честито награда, мислам дека таа беше Чоре, добро, фала. Брисел или не знам која беше награда, на исто голем фестивал. Викам, да, викам, наградата таму, знаеш. Не, чекај, ти си глуп, вика. Таму имало 50 филма. Значи 250 глумци.
Они не го знаат ти Сашко ли си познат ли си, добар ли си, не ли си. Они вие 250 глумци рекли, овој е најдобар, овој ќе го гласиме за најдобар. Вика така да уживаш вика во тоа. Јас стварно не знам во тоа да уживам. Јас сум зошто така ти има навикнато животот да бркаш цело време некоја следен успех, а да не го уживаш постоечкиот. Така некако. Пошто секогаш има нешто подалеку од тоа. Што треба да се стигне? Така некако. Не знам зашто е тоа така. Ама на крај на денот знаеш ќе се свртиш наназад и ќе речеш, човече видиш што све направив, а не си посвети време у онака ништо нема да правам, само ќе уживам. Овие 2 дена, овие 3 дена, овие ден. 2 години брат се изна ужива. Господ здраве да им даде за пандемија. Не, во право си за тоа, ама јас не стојам, не можам да седам, ова седење во дома сега ми е како неубаво, знаеш, нешто цело време си бара да си работи. Чувствуваш пример кога се враќаш на сцена, било каква сцена, и театарска, ама и филмска, после постпандемиски, дека ко друг човек онака нова енергија и таков тип. Или пример чека уште подобро, сопругата те приметува, подобар си кога сега работиш. Сега предвидам за Словенија за филмот, рече и вика колку ти е мерак дека ќе работиш, колку си среќен, колку си полетен. И тоа беше така. Значи ти во тие 2 години ти го земало што си вика живење најважното нешто на некој начин. Не ги ни бројам, јас сега напунив 40, ја викам 38 имам, тие не ги зимам. Така? Па празно тоа што ќе го рачуна. Иначе филмови има сега треба на Вардан този да излезе филм. Тоа е М, премиера М, потоа треба Мими да излезе на мислам што имам сработено. Тоа е Даријан. На Даријан, така. Даријан Певски, после има Снежана на крајот умира, на Кристијан Ристевски имаше светска премиера на Санденс сега. И исто филм, филмски фестивал, многу јак. А после треба да излезе на Ѓорче Ставревски, треба да излезе краткометражен. Ѓорче, браво, Ѓорче исцелител што го правеше. Да, исцелител режисерот, краткометражен, треба словенскиот да излезе, словенечки. Да, така да се насобра, ќе има премиери, ќе има за славен. Одлично. Да. Ајде ќе дојдеш некој, гарант ќе има голем успех од тие некој. Правиме славен заедно, па тука ќе викаме, па бен, па ќе снимиме. Па бен, чека. Па ќе ви покажам како се снима ова што ме прашуваше. Кој има двајца? Многу сакам да знам. Ќе покажам. Види се, јас ќе ти кажам сите 11 од Ocean Eleven. Дени Ocean, Френк Катон, Расти Рајан, Рубен Тишко, Вирџил Малој, Турк Малој, Ливингстон Дел, Башар Тар, неверојатниот њен, Саул Блум, Линус Колвел. 11. И ти имаш 11 тајни вилки и зачини. Ајде, почни. Пилешко месо. И тоа има 11 букви. Тоа коинциденција? Ми тикна за Словенија. Словенците, знаеш какви луѓе ти се тоа, пред тоа треба да ти докажат. Например, ја возам 19 сати да се видам со нив, натака отидов, стигнав, дај да ги видам, мртов идем време да ги видам, отидов, трчам на кај него, кај сте бе тин? Здраво. Како се стигна, бе? Тоа си е здраво, добар. Такви се. Како патуваш? Да. Кај нас да е, кај си бе да ти мајката да абе што правиш бе, дај бе, оди бе, мамо бе, дај. Такви луѓе, една колешка што раскажува, отишла на стендап и на стендап идеш на Словенија, Лјубљана, значи на проверени теми, смешни, добри, све. Супер стендап. Штама у публика. Штама. У гробница да играш. И после стендап доаѓаат и ти викаат, ја боле у живот не сум си поминал. Тоа се брат словенци. Словенци. И така да и од таа страна беше доста тешко да се работи таму. Што не знаеш што ги пали. Абе, ја не ме држи место, ја не, тоа полека. Кидеме на ручек. Аре, ја на ручек се спремам, се знае ручек. У 2, до вечер до 5 са бајле. Нели, 5-16 сати. Па како? Идеме таму, здраво, келнеров. За мене стек, дојде се најада 15 минути и ќе си идеме. Што направи бе, викам бе. Дојде бе на софра да те однесам бе, да не знаеш кај си да речеш да го опреш. А научи словенечки зборчиња некој? Така, вау. Каркол. Што? Каркол. Каркол е што годе. Демек што било? Каркол. Па вика, устими го тоа тука од лево, па после иди со каркол. Каркол. Викам. И магари имаате на збор. Како? Вика, па ако не доđеш ти код мене, магари, па што магари, што е со магарињава, бе, викам, тоа е италијански. Магари, као, не можда, тоа е како
Не знам бе братче што му дојде, така да ме како не па дојди кај мене. Као магари дојди кај мене. Магари, што магаре? Кој бе магаре бе? Ништо нема да се разбере. Кому бе магаре? А ти темпераментот кој што те дал ога? Што е со овие, што збора? Сашко Коцев, како вика Јана? Сашко Коцев! Ете, еден good nature, најдоброто од Македонија и од Прилепска се разбира златен даб или златно дабо. Сашко, секогаш ни е кеф кога доаѓаш, кажавме значи многу нови проекти кои што тек следуваат и уште еднаш ќе речам многу успех со нив, па да си дојдеме да си прославиме некои така уште поголеми успеси од овие што ги спомна. Фала ти, Жаре. А меѓу време да се радуваме на тие што ги имаме. Фала ти што ме покани по 100 пат. Луѓе тоа го правиме младите. Цело време. Значи кажаре, ајде бе, ој Сашко па кажаре. Абе 3 пати сум бил од 13 сезони. Да, значи чудно. Значи на преку 4 години пати бил. Така е. Да ме Жаре и Џамбазов, да не се Жаре и Џамбазов, па што е Џамбазов 2 пати. Џамбазов не може да го најдеш тоа. Џамбазов 2, па коментари доле кога ќе паше. Па што, еј супер, браво, лайк, супер. Сега кога ќе ставиш, па лайк, па супер, браво, кретен, идиот, уа, идиот, што бе ти идиот, наркоман, воморовец, небањат, што, комуњаре, тоа ти мајката комуњарска. Ти за Путин ли си бе, ти, па ќе се скараат за друго у коментари, па ти си за, па ти за кој за Украина. И трга надале тоа. Ти надале, а ти Марс, ти 5G да видиш, корона не постои, маски да ти бе. Кој испраќаме Сашко Коцев? Уште еднаш, одиме. Ајде, убав туш. И се враќаме назад во студио. Дај се. Да се одам сега. Да. И ова као си идам дома. Ова е најбеле на емисија. Значи се поздравуваме и ја као си идам дома. Ајде Жаре, као што преска не се видовме пред емисија. Си ги земаш да ме гработија. И сега после емисија нема да се видим. Ајде, чао. Ајде, чао Сашко, се гледа. Колку сум среќен што. И се враќаме назад во студио. И се враќаме назад во студиото, бидејќи ова беше одлична одјава, заслужи човекот не само good nature и од Прилепска, туку плюс ваучер кој што не е за тебе. Туку е за сопругата од доктор Анчевски. Доктор Анчевски, дерматолошко-естетска коректива ординација, 5000 денари. Така. За преследување коса ваучер за мене. Ама ти викам јас за сопругата да ги троши, ти пак сакаш за тебе. Добро бе, добро. Значи не ти беше доволно оваа сето внимание што ти го пружишме во изминативе 1 час. Имаш материјал за 3 емисии. Не ме викај да не те видам. У наредните 3 години да не те видам. Сашко Коцев! Да си одам пак. Сега пак. Да си одам, така. Ајде. Како не ме мрзи, 13 сезони. И се враќаме назад порекно да ја одјавиме емисијата со кој друг како не. Сашко Коцев! Ова оди. Жаре, знаеш ли? 13 сезони. Како не те мрзи ова 13 сезони да го прави? 13 години. 13 години. Знаеш ли што е Жаре? Жаре, да, врати се и Жарко. Дојди да ја одјавиме. Хајде. Да ти кажа, знаеш ли што е Жаре? Жаре брат како фризер. Нека ти објасни, дојди. Не знаеш зашто? Ја викам мојата теорија. Како што? Што работи? Па фризер. Зашто? Па фризер кога идеш, он тоа те прашува. Како си? Што правиш? Што има ново? Што ќе ми се пофали? Снимаш нешто? Па ја слушам вамо вака и вака си напретер. Фризер бе, фризер, оригинал, фризер 13 години. Абе, дој Ѓоко ми кажа дека у Словенија снимаш стварно? Да се снима во Словенија. Што ќе ми се пофали? Овде ќе биде стварно. Не, чек бе, седи, снимаме. Има уште една. Нема толку веќе нема во сценарио, а бидејќи нема во сценарио мора да си оди сценариото за рециклирање, така да и вие бидете совесни граѓани и рециклирајте, сортирајте стакло, пластика, хартија и сега ќе биде на вистина крајот. Луѓето се многу тажни поради ова, а не веруваат веќе. Знаеш како со овците и ова. Да бе, волк. Ама ова, да, на вистина ќе биде крајот, е чесен збор. Така да, повторно, за последен пат, да го поздравиме Жарко Јованови! Појли! А ние продолжуваме со разговор. Слушай, Жаре. Драги мои 13 сезони од неговото шоу, добро дојдете во моето шоу, се враќаме назад во студио. Точно, назад во студио. Се враќаме назад во студио. Жарко Димитриевски! Како си?
Добро ти, благодарам. Баш ми е драго. Тоа беше нависила сега до оваа емисија, веќе ме газат во готово, вика режија дека тоа е тоа. Сашко Куце! Беше само од јадата е 4 емисии. Точно.